Почитувам председателе Дуда, почитувани представници на медиумите, ми представува голема чест што по втор пат во мојот мандат престојувам во официјална посета на пријателска Полска, една година по официјалната посета на председателот Дуда на Северна Македонија. Интензивираниот политички диалог на највисоко ниво во последниве години, и тоа во време на глобални кризи без преседан, најдобро говори за нашето пријателство и партнерство и меѓусебната почит и разбирање, како и што доликува, впрочем, на две европски држави. Со председателот Дуда имавме искрен и содржаен разговор на кој се осврнавме на повеќе теми, дел од нив и тој самиот ги спомена. Зборувавме за македонските евроинтеграции и отпочнување на нашите преговори за членство во Европската унија. Полска од секогаш била наш принципиелен и гласен поддржувач и во таа насока посебно ја поздравувам подготвеноста на нашите домаќини да ги користиме нивните искуства и експертиза за време на процесот на преговори. Верувам дека во следниот период полската поддршка ќе биде и засилена, не само билатерално, туку и преку Вишеградската група, како и преку другите регионални форуми во кои членува. Поддршката во рамките на Европската унија, слушнавте од неговите зборови, се подразбира. Можете да претпоставите дека централна тема на нашиот состанок беше војната во Украина и последиците од неа. Разговаравме за прашања што директно ја засегаат европската безбедносна архитектура, која е несомнено под сериозен притисок од страна на илегалната и апсолутно неприфатлива руска воена агресија. Во оваа прилика, од овде, од Варшава, сакам уште еднаш да ја потврдам нашата позиција дека Република Северна Македонија останува конструктивен партнер на Западната алијанса во одговорот на руската агресија преку целосно спроведување на рестриктивните мерки на Европската унија, како и во поддршка на територијалниот интегритет и суверенитет на Украина во незините меѓународно признаени граници. Во таа насока нема дилема дека ќе продолжиме да обезбедуваме и воена и хуманитарна помош за украинскиот народ кој ја брани својата земја. Во овој контекст, со председателот Дуда, ги потврдивме нашите заеднички заложби како кредибилни партнери во НАТО алијансата и ја поздравивме соработката меѓу нашите држави како дел од актуелната ОПСЕ тројка. Високо го цениме полското председавање со ОПСЕ оваа година. Јас ви уверувам дека ќе продолжиме уште поинтензивно да даваме свој придонес во намалување на последиците од војната преку македонското председавање со оваа организација во наредната 2023 година. Почитувани, неизбежна тема во нашите разговори беше и економската и енергетската криза. Иако е неспорен фактот дека меѓу нашите држави се зголемува економската соработка, заеднички констатиравме дека во наредниот период треба потесно да соработуваме на овој план. Подетално за економските предизвици ќе дискутираме подоцна во текот на денов на тркалезната маса со представници на полските бизнис комори и представници на македонската бизнис заедница. Во оваа прилика посебно сакам да ја истакнам и соработката што имаме во образованието и културата како успешен пример на македонско-полските односи и градењето на образовните, јазичните и културните врски. Утрешниот, втор ден од мојата посета на Полска, ќе го посветам токму на оваа соработка, која дава значаен придонес во развојот на пријателството и меѓусебната почит и разбирање. Председателе, пријателе Дуда, ви благодарам за укажаното гостопримство и во име на мојот народ ви благодарам за се она што Република Полска го прави за Република Северна Македонија. Благодарам.